знаеме граѓаните се најкриви што има загадување во околината, за на крај што би препорачале на граѓаните за да има помалку отпад и да биде почиста средината? Пластичните шишиња, фолијата, уплавите метални контейнери, хартијата, што е добро за сите нас и за нашата економија, со оглед дека тој отпад после ќе се употребува во стопанските субјекти, преку рециклажа, повторно ќе се враќа во производниот процес. Значи, тоа е еден круг, кај што отпадот ќе иде као секундарна суровина, ќе се користи во производните процеси. Нема завршена депонија. Светските искуства покажуваат и европските дека во развиените земји само 10 до 10% од отпадот што се генерира во државите завршена депонија. Све другото може да се користи. Особено дрвото, стаклото, хартијата, пластиката, фолијата. Пластиката треба најдов период да се распадне. Што мислите кој е најдобар начин за да рециклирате пластиката? Ова што го знаеме е најдобар начин. Значи една пластика или еден гранулат векот му 1000 години. Стаи го во вода и стаи го во земја, после 1000 години извади го, исто како да не е ништо. Планирање како владина институција Прислед се залага за донесување на законската регулатива, како и во сите области, така и во управувањето со отпад. Имаме донесено доста закони, меѓу кои би ги спомнала повеќето. Значи сите се стремат кон надворешна имплементација, во целост не се имплементирани, значи делумно се имплементирани. Законот за управување со отпад, можам да кажам дека 90% е имплементиран и е основа на сите останати донесени закони во делот за управување со отпад.